Сум остварил многу соработки со Телеком, КФЦ, со Виза, со G-Shock, сум соработил и со Brainster. Како твојот имидж успеа да се издвои меѓу другите за да доеш до овие соработки со Adidas, Coca-Cola? Ексклузивно е моментално. Уште од дете секогаш сум сонувал за работи и сум целел да ги оствара. Оваа година кои ми се целите. И пишувам као прва ствар да работам со Adidas. Ти си првиот и единствен човек у Македонија што десеја има направено соработка директно со Adidas. Најверојатно. Метафорички внатре у пликото што пишува, какви се условите, како се движат цените. Најбитно на брендот е да си лојален. Дали може да се заработува добро од Македонија? Треба да имаш менаџер, но и не по секоја цена. Јас сум имал проблеми за тие работи, као зашо дигаш, гаси, прати го бројот, директ да иде на менаџмент. Сега не сум под менаџмент. Многу полесно ми е да комуницирам за соработки, многу потешко ми е да комуницирам за настапи и за цени. Сега ако има менаџер, некој каже шо бараш, кој може да те контактира. Здраво дечки, дојдовте во следниот подкаст на New Stars и денеска сум тука со еден од најактуелните, слободно можам да кажам, и најсовремените артисти у Македонија, односно можам комотно да кажам дека ова е новиот бран артисти и екипа на луѓе што доаѓаат за да сменат сцената. Еден од нив е Young Daddy. Здраво Young Daddy. Здраво. Денеска ќе правиме муабет малце околу поише бизнес аспектот од твојава кариера, односно од твојава страна кај што се занимаваш, нели? Искрено, комотно можам да кажам и за гледачите дека ти у моментов имаш 24 години, сега ќе правиш 24. За некој ден правам 24. За некој ден. Значи, можам комотно да кажам дека на твоја возраст реално имаш една екипа на соработници, односно брендови, што голем дел од другиве артисти, без разлика дали се можеби музичари, инфлуенсери, било што, би завиделе. Мислам дека треба да направиме муабет и да ни раскажеш малце повеќе за тоа како си успел ти да стигнеш до тие некои соработки што се реално многу добри. Така да кажи ми некои од главниве брендови со кои што соработуваш, што си соработувал, вака што се попознати, што ги знаеме сите кои се? Па да, во последниве неколку години сум остварил многу соработки. Еден од најголемите брендови кои можам да го кажам е Coca-Cola. Со Coca-Cola веќе имаме соработка 2 години. Сум работел и до ден денеска работам со Телеком. Пред скоро време направив соработка со КФЦ, со Виза. Сум имал соработки и со G-Shock и ред други брендови. Значи, мислам дека има повеќе, во моментов тие ми се на памет, да. И сум соработил и со Brainster. Така да сум имал, па да речем овие 2-3 години, мислам дека сум имал доста соработки. Да, би се сложил дека реално се овие озбилни соработки, посебно за Македонија, кај што реално секогаш е истиот тип на луѓе што се на сцената се врти, а комотно можам да кажам дека појавата твоја на страна од типот на музика што го вадиш, од имиџот твој што го носиш и се тоа е доста поразличен и ми се допаѓа што успеа вакви соработници си успеал да ангажираш, а си доста како да кажам, автентичен од останатите. Па кажи ми како успеа тогаш во тој случај да се справиш со меинстрим околината што е, кај што голем дел се исти, немаат некои разлики меѓусебни. Како успеа, кажи ми, да си автентичен со истата околина, како твојот имидж успеа да се издвои меѓу другите за да доеш до овие соработки со Adidas, Coca-Cola? Така, за Adidas не спомнавме, тоа е нова соработка, сакав да спомнеме покасно дека ексклузивно е моментално. Ајде. Меѓутоа, да, мислам дека за да можеш да работиш со голем бренд,
пред се мора да си многу автентичен, тоа го бараат сите брендови. Јас имам завршено маркетинг и мислам дека тоа многу ми помогна да се оформам како личност, затоа што научив многу ствари од самиот смер, затоа што учиш едноставно како те перцепираат брендовите, што брендовите сакаат, а што не сакаат. Ми некако сега тоа и подсвесно ми било, не е дека јас сум седал дома и сум викал мора сега вака да правам, така да правам, да сум некако рестриктиран, туку уште од самиот старт, ја кога почнав со музика, сакав да бидам различен, сакав да бидам реален и сакав да бидам позитивен. И мислам дека тие три работи се клучни за еден бренд, бидејќи секој бренд сака позитива, секој бренд бара автентичност и бара да си реален, затоа што луѓето мора да ти веруваат. Ако ти стоиш позади некој бренд, најбитната работа е доверба. Некако спонтано во текот на годиниве сум градел автентично со тоа што сум верувал на одредени луѓе кои биле добри во нивната работа, како да се облакам, како да се понашам на сцена, како да се понашам на интервјуа и така натаму, и после некое време тоа веќе ти станува природно, затоа што си поминал доста сати да учиш. Да, си поминал доста време, да. Така да мислам дека треба да се посветиш само на слабите страни, да ги направиш јаки и со текот на времето ќе си дојдат тие работи. А и пошто те пресеков, сакаш да спомнеш нешто за соработкава со Adidas, да ја најавиш некако? Па да, пред скоро време снимавме кампања за Суперстар и официјално Суперстар, да. Мислам дека сум сонувал од дете да работам со Adidas. Баш оваа година многу битна ствар пред се да манифестираш. Значи, уште од дете секогаш сум сонувал за работи и сум целел да ги остварам и да речеме до сега скоро све ми се остварило. И баш оваа година многу ретко правам планови, не сум човек што седи пред компјутер, што пишува, обично се правам на телефон, дури и ноутс, онака и текстови пишувам у ноутс. И оваа година не знам што ми текна, дали на TikTok ми искочи или не знам што, као оваа година кои ми се целите. И си пишувам као прва ствар да работам со Adidas. И спонтано сега пред скоро се случи кампањава за Суперстар и мислам дека и самите Adidas приметија дека јас вистински го носам брендот, дека ја веќе неколку години само Adidas носам, поготово кој ќе кажеме за патики, и мислам дека природно си дојде, мислам онака заслужено беше, ама и автентично, пошто јас сум тоа, јас сум Adidas, ја ги носам тие патики. Да. Не сваќаш. Би спомнал еден голем момент што не го спомнав дека, ако не се лажам, ти си првиот и единствен човек у Македонија што десеја има направено соработка директно со Adidas, така? Че имало што соработувале, ама ти си првиот што соработувале преку други брендови што продаваат Adidas овдека, а ти си директно човек што остварил соработка со Adidas. Па најверојатно. Мислам дека да, според состанокот што го имавме и се има повеќе артисти кои нормално соработувале. Меѓутоа конкретно само за Adidas мислам дека сум само ја. Да, мислам више е јасно на кој левел правиме муабет, пошто реално Adidas е озбилен бренд од времето на нашите, на повозрастните, па и в наше време, кај што се враќа модата што се терала од тогаш и се носи Adidas, еве ја и ти носиме. И мислам дека е озбилен бренд и стварно секоја чест што успеа да дојдеш до таква соработка. Сега пошто е
пошто ти е најактуелна оваа соработка, дај сакам да спомнеме малце, да раскажеш како дојде до соработката директно со Adidas, како изгледаше процесот од првиот контакт до снимањето на кампањата, како изгледаше процесот, сакам да ми го раскажеш, малце да го доживеам и ние и гледачите, за да знаеме отприлика како изгледа со некои од тие озбилни брендови соработките. Па вака прво ме контактираше Иле, морам да го поздравам Иле и Мони да поздравам, кои беа главни за кампањата, односно за реализација на кампањата. Па ништо, мислам дека пред се ние се знаеме и приватно и со Иле и со Мони, мислам дека Иле можда и беше главен виновник за препознавање на тоа, дека он настојуваше дека јас треба да сум лицето за Adidas и нормално пред да се случи оваа соработка која ќе трае подолг период, се снимаше една кампања која беше на некој начин као тест. Многу се израдував кога слушнав дека сакаат да сум дел од таа кампања и нормално тоа е процес каде што се преговара за повеќе ствари, значи се преговара за сума, се преговара за кога ќе се снима, па дали имам договори со други брендови, што имав и имам, па требаше да се направат некои измени и така натаму, за да може пред сеја да работам за Adidas и кога се исчистија сите ствари, се случи кампањата. И кампањата беше врвна, морам Мони да поздравам дека стварно многу добро ја реализираше и така некако беше све као home environment. Да. Добро, кога ми раскаже сега за процесот на креирање, би се преферил малце по-генерално да ми кажеш, не директно, пошто не ни смееш ти да споминеш договори и такви ствари. Кажи ми, кога доаѓа до една соработка, кога се договарате, кажи ми како изгледа, шо пишува поточно, ајде да речеме метафорички, внатре у пликото шо пишува, какви се условите, како се движат цените, у смисла на твојата област. Сега знам дека работиш со брендови од пијалоци до обувки, облека и слично, ама генерално какви услови имаат генерално брендовите што сакаат да соработуваат со тебе и како би се движеле цените? Кога правиш еден договор, најбитно на брендот е да си лојален кон брендот и вистински да го носиш. Кога правам договор, секогаш гледам да бидам најфер према брендот, меѓутоа и брендот да биде најфер према мене. Нормално, бидејќи до сега сум остварил соработки само со сериозни брендови, не практикувам да работам со било кој. И договорите се доста сериозни и секогаш гледам да ги почитувам и затоа и тие договори траат подолго. Меѓутоа генерално во еден договор имаш рамка од кога до кога трае соработката, од кога ќе заврши соработката, колку време не смееш да работиш со конкурентен бренд и сега нормално ти ако си лојален и си работел, значи ти сега седиш и не знам, пример работиш за Apple и сега ти промовираш цело време дека имаш iPhone и проаѓа соработката и те гледат со Samsung, например. Значи тоа автоматски не е окей, не е реално. Да. И затоа правиш некоја рамка колку време не смеш да соработуваш со друг бренд. Тоа го има договорот, има сума, има до која треба да се исплати сумата и што ти треба да исполниш, кои се условите кои треба да ги исполниш. Значи ти ги исполнуваш условите и доаѓа моментот за плаќање, отприлика еве да речеме кампањата трае, тоест не кампањата, соработката трае да речеме недела дена, може да имате спремно неколку рилови, видеа за на Facebook, Instagram, TikTok, ги постирате у тек на месец дена нека биде
од прилика како се движат цените, тоа ме интересира најмногу. Па ја обично практикувам и до сега, ајде 80% речем од соработките ми се на годишно ниво. И мислам дека тоа е многу битно кога се склучува еден договор, така да можам да кажам дека на месечно ниво се заработуваат па некои 4 цифрени бројки, у евра збориме сега. Нормално не секогаш имаш константни соработки, значи имаш некој бренд што ти е годишно секој месец, имаш некој бренд што имаш 5 рила годишно и така натаму, меѓутоа се заработуваат 4 цифри сигурно на месечно ниво. Сега кога правиме муавет за музиката, соработки и слично, кажи ми дали си свесен колку озбилен бизнис е овој свет во кој што се наоѓаш ти и дали уште на прво место ставаш пасијата, љубовта кон музиката и се останато, а на второ место ти доаѓа бизнисот? Или на прво место ти е можда бизнисот? Како го гледаш, кажи? Па вака, мислам дека секогаш ако гледаш пари како првенствено нешто, нема ништо да ти биде успешно, затоа што ќе те води енергијата на парите, а не тоа што вистински го сакаш. Значи, јас кога почнав и кога првите ствари ми успеа, кога почна да ме бараат луѓе, кога општо осетив некој шум околу мене, беше кога најмалку очекував ништо. Значи, излегав у парк, се дружев со луѓе, правев музика за да ја пуштам на тие луѓе, за вечерта да си поминам убаво, да му го направам на некој денот на моите блиски пријатели, да речеме 20 на луѓе кои сме се дружеле у поголеми кругови. Тоа беше период на корона и така стварно имаше една многу интересна дружба, пошто бевме многу ограничени. И од тој момент на ништо не сум размислувал. Сум размислувал само на љубов кон музиката, сум излагал, сум правел музика, сум сакал да ја чујат луѓе. И се сеќавам тогаш снимавме спот за Сафари со Бом Праскиза, првата песна и баш онака немавме очекувања, ама многу ни беше забавно. Значи све наоѓавме, ја не сум имал денар тогаш, значи буквално zero budget беше све. Давид ми беше многу добар пријател, заедно си помагавме. Ја го промовирав неговиот бренд, му помагав да врзи некои конекции тука у Скопје. Он мене ми помагаше да врзам некои конекции од негов филд, ми снимаше видеа и сите луѓе што беа вклучени во тој период, буквално заедно си помагавме за 0 денари. И продуктот кој искочи тогаш, односно видеото, беше врвно затоа што за тие пари, односно за 0 денари, стварно изгледаше онака светски за мене во тој период. И тоа го ставив на TikTok, имавме ставено некој денс, ја претходно не ни верував во TikTok, пошто мислам дека 90% од артистите ќе ме разберат кога се фокусиран на музика, малце слаба страна ти е TikTok и останати мрежи, меѓутоа природно како што го ставив видеото, почнав да се мотивирам и да се снимам и тоа некако отиде вајрал. И од кога отиде вајрал се смени све. Значи, тука дојде бизнис перспективата. Се беше музика, дур не почнаа луѓето да ме бараат. И за среќа, стварно за среќа, што имав луѓе околу мене кои се разбираа во тие работи и ми помогнаа правилно да се насочам, односно да не прифаќам све, да не работам со секого, да не правам ствари за без пари, затоа што не си свесен кога си најактуелен. Значи ја тогаш појма сум немал дека луѓе ме знаат, дека ќе дојдат на улица, ќе ме поздрават, дека било кој ќе сака да се слика со мене и така натаму. Јас сум искачал
како што сум искачал у парки претходно, исто сум се понашал и тогаш. И мене кој да ми пришол за било што да направиме, брат, тај утре да работиме, не знам, имам бренд за ова и ова, ќе те сликнам едно друго. И ја научен на пријателска база, ќе му речам ајде. И среќа имало луѓе тука што ме стопирале, пази, не, ова не, со овој не. Значи, знаеш, има некои работи и многу е битно да ги имаш правите луѓе за да се насочиш и да имаш добра бизнис перспектива понатаму. Од кога се случи тоа да ме бараат луѓе, полека јас се калемев за да стигнам до ова што сум денеска. Значи, сум работел под различни менаџменти, сум работел со многу клиенти, сум имал и многу чудни ситуации кај што ме викале луѓе, ја имам бренд Y2K, правиме забави и некој ќе ме викне за Y2K, па ме бара и мене, па ќе ми рече ајбе, дај ќе ти даеме нешто тука, сликни се едно друго. И знаеш, некогаш е тешко да ги хендлаш тие ствари. Така на почеток почнав со пасија, после ја градев бизнис перспективата и мислам дека последниве 2 години можам да кажам дека сум се осетил спремен за пред се да настапувам така со клиенти, со работници. Со клиенти, да, и да биде тоа многу посериозно и да знам точно колку пари вреди ова, колку пари вреди тоа и да ги гледам парите според тоа што јас реално сум го изградил и знам колку носам. Затоа што мора да си свесен. На почеток не си свесен и највеќе можеш да сгрешиш кога не си свесен. Можеш да прифатиш лоши соработки, лоши брендови, ефтина цена и тоа може да ти суди од глава понатака затоа што не можеш сега ти да наплатиш на некој 50 евра и утре да идеш и да бараш 1000 евра пример од некој. Значи нема сврха. Сепак сме Македонија, секој може да се јави и да праша и колку зема дади од тебе. Да, сепак мислиш дека пасијата треба да остане кога се работи за правење на музика, за градење на својот имидж, присуството на пазарот, за после да може бизнес аспектот да се појави? Дефинитивно, пасијата е најбитна и се друго ќе се дое природно. Значи, сега можеби е битен момент кај мене и тоа сум го приметил, сум го коментирал и со други артисти, па и со други соработници кои сум ги имал. Ја доаѓам од фамилија кај што татко ми има основано свој бизнис. И од дете сум го слушал и како комуницира и што прави и до ден денес се советувам со него за некои работи. И он од дете ми има воспитано дека треба сам да си заработиш све. Значи не сум некој дете што да речеме бара пари од дома. Од кога сум напунил 18-19 години сум се фокусирал да сам да си ги правам парите. Меѓутоа секогаш примарно било музиката. Ја некако подсвесно сум знаел дека јас ќе заработувам. Ја и до ден денеска знам дека што и да биде, како и да биде, дека ќе се снајдам и ќе правам пари. Меѓутоа мора да се одделат тие работи, да правиш пари од нешто што вистински го сакаш. Мора да има пасија, мора да има, значи ја можам да седнам се у некој филд што да речеме не сум толку добар, ама може да најдам некоја дупка или некоја идеја и да речеме и сега дова ќе направам пари. И тоа може да трае многу кратко. Ама ја ако имам пасија да работам на музика, ако имам пасија да работам на видео, на било што е креативно, пошто пред се гледам како уметник, многу повеќе ќе се дадам и многу повеќе ќе работам и нема да бројам колку сати работам. Може и некогаш нема да спијам, ќе се вознемирувам. Ја обожавам да работам по стрес, значи кога правам нешто што вистински го сакам, таков сум значи бура буквално. Има луѓе што работат со мене, што на моменти се као тебе опре се, смири се, да. И мислам дека тој драйв кога го имаш,
само заради пасијата прави многу поголеми успеси и ти носи многу повеќе. И на крај на денот стварно не ги бројам парите кога се работи за нешто што го сакам. И секогаш има. За сите. За сите, да. Искрено, би сакал да ми спомнеш, да ми даеш некој хинт, дали заработуваш добро ти, пошто сепак си 24 години, у Македонија на 24 години да заработуваш добро е уште не толку често видено, бидејќи на 23-24 факултет завршуваат голем дел од луѓето, па би сакал да ми кажеш како заработуваш, дали заработуваш добро, дали може да се заработува добро од Македонија? Па дефинитивно може. Значи овде имаш многу мал број на конкуренција, поготово во оваа индустрија кај што сме артистите. И сега треба само да си, како што кажав и на почеток, да си реален и да си автентичен, и тоа ќе го препознаат брендовите, и ако вистински го сакаш ова и се трудиш, значи ја се трудам и на сетови да изгледа све перфектно. Значи се трудам продуктот кој треба да го добие клиентот да биде на врвно ниво. Мислам нормално колку можеш во моментот, меѓутоа секогаш гледам да е задоволен клиентот. И тоа е многу битно за да може да просперираш и да правиш пари. Би сакал исто така да ми спомнеш да тоа дали сметаш за кога доаѓа моментот на заработката, како се гледаш ти, дали се гледаш стриктно како музичар, дали можеби се гледаш како инфлуенсер, дали сметаш дека имаш некое влијание кај публиката или не? Така. Па дефинитивно се гледам како инфлуенсер, бидејќи инфлуенсер е секоја општествено одговорна личност која има влијание над поголема маса. И јас како артист сметам дека влијам на многу луѓе, поготово на млади деца, и морам да пазам на одредени сегменти, значи како се изразувам, како се носам. Има многу фактори кои се битни, и имаш огромна одговорност како човек, бидејќи пред се си јавна личност. Секоја јавна личност е инфлуенсер и мораш да пазиш и да си одговорен што постираш, како постираш, и нормално тоа влијае понатака каков пример си ти, дали си позитивен или негативен. Више, кога сме тука кај позитивен, негативен пример, би сакал исто така да те надоврзам на уште една тема, односно како се чувствуваш ти пред публиката, како пробуваш да се поставиш пред публиката, дали сакаш да си подалечен од нив, да се осеќаат како звезда да си ти, или сакаш поблизок да си? Па искрено не сум го размислувал тоа така. Едноставно гледам да сум природен. Мислам дека тоа е најбитно, затоа што во претходни наврати, каде што сум работел под одредени менаџменти, на моменти сум бил рестриктиран со туги мислења, например, дека не треба можеби да се појавувам било каде, дека не треба да лајкнувам постови на Инстаграм, дека не треба да сум присутен негде, дека треба да сум што повеќе у студио и дома за да не ме гледат по улица. Да не си лесно достапен. Да, и искрено тоа многу негативно има влијаено на мене, затоа што например ми беше глупо да искочам од дома. Значи излагам со капулјача, се кријам, едноставно осеќам некоја анксиозност која сам сум си ја створил во мојата глава, затоа што сум мислел дека чекај, ова е правилно, вака мене некој ми кажа. И нормално природата си го прави своето, после некое време сватив дека не можам да го издржам притисокот. Значи имав огромен притисок. Си реков, чекам малце, дај да си бидам ја тоа што сум. Значи
Не може мене никој да ми каже што треба да правам, што не треба да правам. Едноставно јас сум си тој, сакам да си направам муабет со секој, секаде и некако само природно ми доаѓа да побијам тоа и да отидам и да бидам тоа што вистински сум јас, да искочам надвор, да си направам муабет со секој комшија, кај да влезам, јас сум од Девар мало, значи од цело мало, кај да влезам од било која продавница, ме знаат луѓето, ме почитуваат и јас нив и не можам да глумам нешто што не сум. Многу често знам да застанам и некој што ми ја слуша музиката, да ми приде да ми направи муабет и да си направам муабет со него. Значи, таков сум, преекстровертен сум, ми се полни енергијата кога разговарам со луѓе, сакам да сум близок со фановите, многу често знам и да вратам на Инстаграм да ми пише некој, сакам да чујам критика. Ние артистите сме тука заради луѓето. Значи луѓето нас не прават познати заради тоа што они се тие што ти си тој што утре ќе рече еј, слушни ја нова песна на Дади, Дади е кул лик. Дади го познавам, знам дека неговите вредности се правилни и верувам у музиката што ја прави. Мора, например, ја како гледам и како ги слушам другите артисти, мене мора да ми е некој кул, мора да се понаша добро, мора да ми е фраер за да може да го слушам. Не можам да го слушам само пошто прави музика. Точно. Дали има влијание тоа дали си лесно достапен или потешко достапен за широката јавност кога утреден доаѓаш до соработки и брендовите да ја гледаат по тоа твојата вредност? Па гледај, брендовите до сега, па може и 80% имале идеи дека треба да се прават некои meet and greet ствари и тие meet and greet ствари они си ги бараат баш од таа причина да бидеш што поблиску до луѓето, така да мислам дека брендовите си сакаат да си близок до луѓето, сепак треба да им донесеш нешто реално, да си ти тоа, да те видат луѓе утре дека носиш Adidas или дека носиш Levi's, значи да видат дека постоиш. Кога заврши да речем една соработка и доаѓа, ти си ги исполнил сите услови што ти биле зададени со договорот, нели све. И сега доаѓа момент да одлучат они како дали ќе соработуваат пак со тебе. Би сакал да спомнеме да направиме малце муабет како они, а како ти го мериш успехот на една соработка. Па многу зависи од брендот. Значи имаш бренд како Кока-кола, каде што многу е побитна главната порака, многу е побитно тоа да се пренесе и како ќе го пренесеш. Клиентот највеќе цени кога ти си се посветил доволно на одреден проект и си го сработил тоа феноменално и нормално, но ги гледате резултатите. Еве може да се пофалам дека може би единствен пост што е ставен на Coca-Cola Europe беше една слика од мене со Coca-Cola, така да тоа пример ми кажало мене дека јас добро сум ги сработил обврските со нив. Сега пример еве за Adidas. Тука мислам дека веќе е малку различно, бидејќи е нешто што е многу пипливо облека е и може би се гледа повеќе и на продажба и нормално се гледаат статистики на Инстаграм. Значи сега мораш да имаш одреден рич за некои работи. Тоа не секогаш е така затоа што и алгоритамот некогаш знае да осети дека ептен нешто е спонзорирано, али мораш да се снаоѓаш ти и да наоѓаш начини како да ги вметнеш работите да бидат кул. Например, да правиш природни постови, дампови, нешто што е приближно до твојата генерација и реалноста. Да, сега ми спомнаете за што правиш од прилика ти, предпоставам нема некоја
специјална тактика што користиш за да оставиш печаток пред брендовите, не сега пред публиката, него специјално пред брендовите да оставиш печаток дека ти си тој зашто треба да те изберат, а не можеби некој твој конкурент или слично. Постои ли некоја тактика? Има ли некоја нешто што си приметил дека правиш поразлично од другите за да бидеш ти тој што ќе го контактираат? Па пред се мислам дека треба да си културен и воспитан, да си позитивен, за да може луѓето да сакаат да ти придат. Мислам дека тоа многу влијае, поготово во една мала држава како Македонија, кај што стварно комуницираш секој ден со сите и многу лесно може човек да дојде до тебе и треба да му направиш кејф на клиентот, да сака да работи со тебе. Така да мислам дека тоа е многу клучно. Сега втората работа што ќе повториме по 10 пат е дека мора да си автентичен и реален. Значи тоа го гледа брендот, дека ти си различен, дека имаш добра перспектива, дека добро ги сработуваш работите и не знам, некако треба природно да ти доја и на камера кој ќе те види некој да си рече и би сакал да соработувам со детал. Више кога сме тука кај соработки, би сакал исто така да спомнеме, да направиме малце муабет за тоа дали ти треба на тебе или на било кој друг артист, музичар, тим околу него или менаџер поточно да му ги договара и посредува тие соработки, или сметаш дека може сам да го реализира сето, а исто време и да биде присутен на неговото главно ниво, на неговата главна област што е? Па дефинитивно треба да имаш менаџер, но и не по секоја цена. Значи, ја до сега сум бил под повеќе менаџменти и моето искуство е, да речеме, па чудно. Си имали позитивни и негативни? Позитивно и негативно мислење имам на целата тема, меѓутоа многу посериозно личиш пред одреден бренд кога имаш менаџер. Така да самото тоа ти кажува многу, значи некој доаѓа, те репрезентира, збори во твое име, ти како артист малце невкусно да збориш за цени. Многу е подобро кога имаш некој кој ќе дојде те представува, збори секојдневно со клиентот, ти кажува што треба да направиш, ти ги исполнуваш условите, он е тука to make sure дека ги исполнуваш условите и едноставно пред клиентот прави една визија за тебе дека ти си посериозен. Сега, у моето искуство како е, јас сум бил под повеќе менаџменти и да речеме, еве на почетокот кога почнав да работам, јас бев многу неискусен на тоа поле и многу често знаеше да се јави некој клиент, па и директно кај мене, дали го добил бројот од некого, дали преку мои пријатели, небитно, меѓутоа ќе ми се јави мене директно и ќе ми рече: дади шо правиш, овде тој од таа и таа маркетинг агенција, ние сакаме да работиш за овој бренд, дали си заинтересиран? И сега ја у тој момент не знам дали е попаметно да го дам, да ги префрлам одма кај менаџментот, или пошто сум воспитан така и пошто природно ми доаѓа да си направам муабет, чисто здраво, заинтересиран сум, би сакал да работиме, ми се свија брендот, слушнете се со менаџментот. Јас сум имал проблеми за тие работи, као зашо дигаш, гаси, прати го бројот, директ да иде на менаџмент и да речеме дека на почетокот кога тргна целата работа, ја многу тез ги изгубив ради тие работи. Лоша менаџмент екипа имаше? Па не можам сега да кажам дека била лоша или добра, меѓутоа сакам да кажам резултатот во тоа време не беше добар, односно немаше резултат, па да речеме со 90% од брендовите. Затоа што
Јас можеби тогаш не го сватив тоа, меѓутоа еве со текот на годините и бев и во повеќе менаџмент и имав многу повеќе искуство и еве сега сум соработувал со 10 големи брендови. Сватив дека некогаш луѓето сакаат и по-близок пристап. И не сме Америка, не сме ние тука, не знам колкава сцена и не продаваме Platinum Records, за да дојде со тебе некој огромен менаџер и да седне сега и да преговара као ти да си кузнаеш шо, него едноставно идеш у маркетинг агенција, она ти е посредник, она ти средува колку пари ќе земеш од клиентот и она ти е менаџер. И некако сватив дека колку и да ти треба менаџер, и мене дефинитивно во одредени моменти ми треба менаџер, затоа што не збориме само за соработки. Мене утре ми треба букирање на настапи. Јас сам не можам да си букирам настапи. Нема посредник од тие ствари. Маркетинг агенција сепак ти е на некој начин и посредник тебе и тука не ти треба менаџер. Ама кога имам настапи, малце ми е потешко. Сега не сум под менаџмент и можам да кажам дека многу полесно ми е да комуницирам за соработки, меѓутоа многу потешко ми е да комуницирам за настапи и за цени. Пошто до сега некако и се советувам со маркетинг агенциите и која цена може да се каже и како да се каже, и некако природно ми оди тоа, меѓутоа кога треба некој ме бара за настап, проблеме. Така да, финален одговор, мислам дека ако имаш правилен менаџмент и добар менаџмент, треба да имаш менаџмент и дека повеќе треба да работиш партнерски со менаџментот, барем според мене. Како може да ти помогне? Извини што те прекинав. Кажи ми некои од стварите каде што можеш да кажеш дека менаџментот ти помага и работи за доброто на двете страни. Глеј, треба да имаш партнер кој ти е дел од тимот, кој ќе биде задолжен да ги завршува одредени обврски. Значи, пример, снимаме спот. Ако имаш менаџерот треба да среди се околу снимањето на спотот. Значи, артистот е артист, не може да и сум го правил тоа и до ден денес го правам, ама многу е подобро кога имаш некој менаџер кој ќе ти ги среди тие работи. Менаџер е задолжен да бидеш присутен сегде кога треба да си присутен. Менаџер е задолжен да направи бука кога ќе вадиш албум, да ти среди пиар, да организира настан, да те направи артист кој утре ќе продава карти. Значи да мисли стратегијата околу артистот и да ги извршува стварите кои ќе му помогнат на артистот да е послободен. Значи пред се мислам дека најбитно е да се грижи за тебе, да не избегаш од насоката која заедно сте ја створиле. И мислам дека има и артисти кои целосно им треба насока, меѓутоа јас сум од тие артисти кои сум многу тежок за менаџирање, искрено, затоа што сакам да бидам дел од целиот процес. Сакам све да е пред мене, се да знам кој ќе снима, како ќе снима, каде ќе снима, колку пари, што како, све ме интересира. И мора да имам некој менаџер кој паралелно со мене ќе ги прави тие стратегии и ќе биде тој што ќе биде шутер. Сега ако има менаџер некој што сака да те контактира за соработка, кажа шо бараш, така да ќе може да те контактира. Дади, тоа се прашањата што ги имав спремно за денес за денес. Соработките спомнавме што си работел,
да очекуваме ли некои нови соработки што се некои невидени до сега у Македонија, може ли? Да се надеваме, Да се надеваме, да не збориме ништо пред много. Да, ништо не е невозможно. Точно. Фала ти уште еднаш што дојде, што можевме да направиме разговор еден, да ни кажеш малце инсайтс околу бизнис страната на твојата кариера, музиката и инфлуенсерството. Фала ви дечки на вас уште еднашка. Ова бевме јас и Young Daddy. Се гледаме во следната епизода на Nustars. Поздрав. Peace.